изминативе години се од причина на климатските промени имаме проблеми и со производството на мед, и со обстанокот на пчелите. Ланската година беше сушна, имаше мразеви. Сега ова година пак само што започна вегетацијата на оние билки кои медат, започнаа дождови, задржаа многу долго, имаше премногу влажно време, врнешливо и со приноси сме многу слаби. Поготово планинскиот мед и да го нема оваа година. Нешто во ливадите дадоја, меѓутоа е многу слабо. Да речеме дека е добро, е далеку подпросечно. И со тоа, поради овие климатски промени, се соочуваме и со доста и со болести кај пчелите, зашто нели сите болести се развиваат кај шива претежно поголема влажност. Ова година беше таква и не само што имаме слаби приноси, веќе се развиваат и болести за кои е малце и потешко да се справиме. За разлика од изминатите години, ако бил просекот од 10 килограми, ова година е и некаде испод и помалку од 2 килограми во просек по пчелно семејство на мед. Годишно, да, се разбира. Гледаме дека кај нас во просек потрошувачката на мед е многу мала. Имам податоци земено околу половина килограм годишно по жител во просек во Македонија се троши. А најдов јас лично некои податоци во поразвијаните земји, дури по 10 и 15 килограми годишно по жител трошат. И бараат мед за лек, претежно за лек, а медот е претежно храна. Климатските промени многу се чувствуваат. Дали тоа од вештачки или природни промени, тоа нас не интересира, главно производството на мед е многу намалено. Па, како што кажа Дејан, председателов, во просек од кошница сега се вади негде 2 килограми мед, а порано се вадело, по старите пчелари кажуваат и по 50 килограми од кошница ваделе. Така да тоа е една огромна разлика. Зборувам за пчелари кои што ги одгледуваат пчелите на вистински природен начин. Мислам не нормално, не користат додатоци на храна и така натаму. Пред 10-15 години сум имал просек 20-30 кила. Сега во последно време, 2-3 години од 10 кила повеќе не можеме да промашиме, да пробијаме горе. Па лани беше суша, ова година пак многу дождој, го миеше цветот и така едноставно пчелите не може да го соберат тоа што требаше да го собера. Дали има и угинување на пчелните семејства? Па ако не се третира навреме со овие крлежи едно друго и посебно сега изгледа и друга болест, варово легло, крешно легло едноставно и се намалува пчелите. Вака, граѓаните можам да речем дека некаде околу 50% што користат. Инаку поиќемто не знаат овие пчелните производи да ги користат. Ами не се уходани, мислам со некои не се упознати и така. Реклами слабо има, вака, мислам, некои овие институциите што треба да кажуваат тие работи и ради тоа јас сметам по моје дека така. Јас сум по потекло од Маријово, од Витолиште. Беше НАТО во Србија, во Југославија, кога бомбардираше, од таа година се уназад оди со пчелните производи на назад. Секоја година се поназад, помалку и се така стагнира. Колку се намалува? Може 50% годишно. Значи лани ако сум извал 100 година 50 и се или од 500 на 200 се, значи наполу оди со производството, со пчелните производи. Јас само од пчели не може да обстани човек. Од еве уназад 3-4 години сето стагнира. Нема напредок. Само со човек ако остане со производство на пчели, да обстани не може. Порано други беа условиите и така. И климата нешто и климата одговараше. Пред 2-3 години беше подобро. Имаше развој на пчелите, имаше и прикот, сега нема развој, 3 години нема развој. Не се развиваат пчелите, губат и не напредуваат. Тука е проблемот. Нема напредок.
едно мед не носат, друго и друштво не се ствара, малку друштвото губи. Друштво и нема развој, не се развиваат пчелите. Тешко. Нема развој, не се развиваат истите тие патија, нема напредок. Од се арчат, а не се напредуваат. Развој нема на пчеларството. Не се зголемува бројот не се зголемува. Губат пчелите. Тука е многу проблемот.